За Славјанка и татковината напред! Таа е железната леди на НАТО. Со Славјанка нема трте-мрте. Има само трте. НАТО го знае тоа и затоа прва ја пуштија да му се закани на Путин. И оваа прва почна, ама која почна, ќе видиш ти ботоксиран еден, само ако ја пипнеш Украина, жестоко ќе реагираме. И истиот час мене ми се јави од Кремљ, нели оти сум ја познат руски шпион. И дека по таа закана од командантот Славјанка ми каже од Кремљ, Путин побарал ноќта да спие со запалено светло. Абе до ден денес спие со запалено светло. Па Славјанка да ти се појави ноќе не е за фраканција? Сега во Кремљ кружи една друга верзија на настанот во која се вели: кога Путин ги чул заканите од Славјанка, морале да го турат во индуцирана кома оти за малку ќе им умрел на раце од смеење. Она бе, изгубил контрола над себе. А се разбудел и ќе почнал од смеење да се моча, а овој докторов пап инекција и одма го враќал во кома. Башка, ко бил буден поради Славјанка, имал и психотични епизоди. Одел на раце по ходниците на Кремљ и се дерал. Славјанке, а кога кинама? Удри малку по Кина. Кина тебе ти е главна цел, знам. Кина, ова со Русија ти беше само загреванција. Абе, тотално одлепил човекот, ми кажуваат од Кремљ. После викаат, ќе излезе, вика после Путин на балкон и само се дере. Ну Славјанка, ну пагаджи! Да биде несреќата на Путин уше поголема и Бујар му се закани кога и порача на Славјанка. Ој, Моренусе, ој, ако ја нападнеш Москва, да си ме чекал мене пред Москва. Штом ги допродадам бозата и толјумбите, одма ќе дојдам кај Москва. Без мене да не си влегла у тој Москва. Окупацијата мора да ја изведеш според Рамковен. Јасно, имаш поздрав од Таче, во Куманово познат како Чурка. И ти праќа специјални гачи за зимски војни услови од Серада од Фичо. Славјанка и Бујар, каква комбинација. Абе, што е НАТО без вас, бе? Гола вода, бе. Напред наши, Путин се плаши и треба да се плаши. И ако има 6500 нуклеарки, 2000 повеќе од цел НАТО. Абе, голема крастајца па ако има нуклеарки. Па Славјанка ако му се испрди, ќе треба по Сибир да го бараме. Арно, ама, што се случи? Изгледа оној Путин не ја послушта Славјанка и ја нападна Украина. Купувајте тоалетна хартија, луѓе! Купувајте тоалетна хартија! Купувајте тоалетна хартија! Украина е нека е! Па што знае ракета што се 2000 километри, што би рекол покоен Балашевич? Славјанке, ела сега ти да го убедуваш Путин да не прати 2 ракети наваму. Па морам сега јас да го молам, нели, као руски шпион, како негов човек. Не е мој бе човек, ама јас стварно вака ќе му кажам, не е мој бе човек, имаш купо обожаватели во Македонија, па ние сме реда ради во НАТО, ние па мораме малку да лижеме таму бе, инаку ние руси поише си сакаме да се разбереме. Ми вика овој Путин, Сашенка, абе морам васпитно да делувам на вас со 2-3 ракети бе, не поише. Иако знам дека и од една ќе се усерете, ама морам бе, Сашенка бе, морам. Па на Славјанка бе, Сашенка, мора некој да ја истресе од гајки, а тоа е можно само со ракета, никако поинаку. А тој па Бујар бе, тој па тој Бујар бе, џабе коса пресадуеше. Па ќе му падне од дуплав штом го чуе звукот на ракетата. Така ми рече, нели тогаш кога ми се јави овој Владимир Владимирович. И дај ставете на терапија таа Славјанка. Она стварно поверува дека е железната леди на НАТО. Абе Славјанке, ти може прдиш громогласно, ама Путин ко се распреде во Украина, пола свет фати да бега по скалико за земјотрес. Каде бе Славјанке, најде да го рчкаш Путин. Некој руски пилот на миг да фрли 2 водки, да скршне од курсот и да го помеша Скопје со Киев, па нема со што да го запреш да него пепло са градов со 4 ракети бе. Дај бе жено, затни се бе. Дај Бујар нека ти даде семки да грицкаш нонстоп колку да не збориш. Или дај мавни тепсија толумби да ги смириш хормоните за окупација на Русија што ги добиваш од време на време, тие фикс идеи. Па на странска ТВ дава изјава на Путин. Вака вика, меѓу редови нели, ние сме во војна. Кога си во војна, секој што јаде баклави против нас или се обидува да ни наштети, го сметаме за непријател на Русија. Таче, ако можеш ова да го сватиш, пренеси им го на маршал Славјанка и на Бујар со пресадената фризура. Доста изигрувате дворски будали на НАТО. Да знам, тешко е да се стои на страна со расцепено газе, ама Русија нас ни треба како пријател. Не сум јас за војна било каде, да се разбереме, никој не сака војни. Ама не летајте ко авиони без крила, пофалете го малку НАТО, тоа е во ред. Ама не рчкајте мечка у
Чка. И дај кажи тамо на маршал Славјанка да го симне тоа шлемот и нека спржне 5-6 јајца на око, колку да се смири.